Почитувани наставници и едукатори. Дел од темите кои со децата имате задача да ги обработите на часовите во оделенската настава, се наоѓаат и во епизодите од серијата 5+ Фамилија. Целта на овој вебинар е да ви помогне вам успешно и практично да им ги пренесете и објасните на децата темите како соработка, девијација, социјализација и толеранција, и тоа преку обработка на неколку епизоди од 5+ Фамилија. Пристапот во епизодите е доволно јасен за да го разберат и првооделенците, но и доволно возбудлив за да им биде интересен и на петооделенците. Затоа, се што ви треба е телевизор или пак LCD проектор и снимана епизода. Епизодите можете да ги гледате и онлайн преку YouTube каналот на 5+ Фамилија. Јунаците во епизодите секогаш се наоѓаат пред некој нов предизвик или пак имаат некој нов проблем. При решавањето на истиот може да се однесуваат и погрешно и правилно, но секогаш на крајот успеваат да го најдат решението и да извлечат поука. Поуките, односно заклучоците, се јасно истакнати на крајот од епизодата. Ајде да видиме на кој начин можете да ги користите епизодите од 5+ Фамилија како помагала во наставата. Епизодата Синиот фустан можете да ја користите кога работите со децата од 1 до 3 оделение, при обработување на темите Јас и другите, јас со другите, јас со другите и другите со мене, а пак со петооделенците на темата Личноста во групата и општеството. Во оваа епизода, Марија на подарок добива фустан, а откако Лина ќе го види, сака да ја го позајми за незината роденденска забава. Иако Марија не е согласна со тоа и има желба првиот пат таа да го носи, сепак решава да ја го позајми фустанот на Лина. На роденденската забава, невнимателниот комшо истура сок врз фустанот, а тој Петко не сакаа да ја помогна да ја исчисти флеката. Марија е лута затоа што незиниот фустан е оштетен, а Лина воопшто не внимавала на него. Тетка Душка успева да ја исчисти флеката, а Марија и Лина го обновуваат другарството. Поуката која ја носи оваа епизода е дека не треба да бидеме љубоморни и да ги посакуваме тугите работи. Треба да бидеме среќни со тоа што го имаме, но да бидеме вистински другари и да ги делиме нашите работи. Кога некој ќе ни позајми нешто, треба да се грижиме за тоа и да го вратиме во истата состојба како што сме го земале. Волшебно пенкало е епизода која можете да ја користите со децата од 1 до 3 оделение на темите Моето училиште, животот и работата во училиштето, училиштето и знаењето. Епизодата започнува кога Петко верува дека додека спие, волшебното пенкало му ги пишува домашните задачи. Петко го фалат на училиште за успешно завршените задачи, но Лина дознава дека тетка Душка е таа која му ги пишува домашните и ја прекорува за тоа. Тетка Душка ветува дека веќе нема да ги пишува неговите домашни. На Петко му кажуваа дека пенкалото не е волшебно, а тој се помирува со тоа дека во иднина сам ќе треба да си ги заврши своите обврски. Поуката која може да се извлече од епизодата е дека самите треба да си ги извршуваме обврските. Треба да бидеме одговорни за сите наши обврски во училиштето, но и во домот во кој живееме. Епизодата Роденденот на детективот може да се користи во наставата од 1 до 5 оделение при обработување на темите Мојот дом, односи во семејството, живеалиште и населби, личноста во групата и општеството. Со оваа епизода, скоро сите ученици може да се поистоветат и да им стане една од омилените епизоди на 5+ Фамилија. На детективот му е роден ден, па другарите му подготвуваат изненадување, забава на терасата. Тие имаат задача целосно да го организираат роденденот, а при тоа детективот да не ги открие. Вниманието му го одвлекуваат со лажен случај, киднапирање на дедо Менда и така успеваат да го изненадат. Она што може да се научи од оваа епизода е како треба да се организира роденденска забава во една зграда, почитувајќи ги правилата за заедничко живење. Мексиканецот е епизода за ученици од 1, 2, 3 и од 5 оделение. Темите кои може да ги опфаќа се Јас и другите, јас со другите, јас со другите и другите со мене, личноста во групата и општеството. Епизодата Мексиканецот започнува кога Петко и Лина учат јазици преку гледање на ТВ серии. Комшо не знае англиски, но не сака да признае.
Тој сака да се направи важен и учи малку шпански и го носи комшито за да глуми мексиканец. На крај се открива дека комшо и комшито лажат. Поуката од оваа епизода е дека не треба да се срамиме од тоа што сме и да не се преправаме во нешто што не сме, да ги почитуваме пријателите такви какви што се, без разлика на нивните знаења. Епизодата Кој е посилен може да се обработи во сите оделенија во оделенската настава, и тоа на темите Мојот дом, односи во семејството, семејство, домакинство и општество, личноста во групата и општеството. Во оваа епизода, комшо е потиштен од кавгата на неговите родители и се плаши дека ќе се разведат. Тој смета дека мајка му треба да премолчи затоа што татко му така вели. Марија се вознемирува од разговорот за развод и се крие кај баба Севда. Тетка Душка цел ден бара машки кои ќе може да ја помогнат да кренат и пренесат некои работи. Таа не прифаќа дека женски треба да работат физичка работа. Комшо се нафаќа, но грбот го боли. Лина и Марија нудат помош, па дури и ја наговараат и тетка Душка дека и таа треба да помогне. На крај, комшо разбира дека мажите и жените се рамноправни, но не и исти. Поуката од оваа епизода е тоа дека мажите и жените треба да бидат рамноправни и во кавгите, но и во работата. Секој треба да работи толку колку што е во можност. Епизодата Аеробик можете да ја користите кога работите со децата од прво до трето оделение на темите Јас и другите, јас со другите, јас со другите и другите со мене. А пак со пето оделенците на темата личноста во групата и општеството. Во оваа епизода, Комшо и Петко го исмеваа дедо Менде дека не може да си го зема бастунот од земја. На Лина и текнува дека може да вежбаат аеробик и ги организира да вежбаат секој ден на терасата. На Комшо му е тешко, па наоѓа начини како да не оди на вежбање. Дедо Менде секој ден оди на вежбање и станува пораздвижен. На крајот доаѓа хип-хопер кој покажува како умее да игра. Тој објаснува дека треба да ја најдеш својата страст, а не да се измачуваш и да правиш работи кои не ти се допаѓаат. Поуката која може да се донесе од оваа епизода е дека не треба да го правиме тоа што сите го прават, туку тоа што вистински го сакаме. Земјотрес е епизода која може да се обработи со учениците од прво до трето оделение на темите Јас и другите, јас со другите, јас со другите и другите со мене, како и на темите Мојот дом и односи во семејството. Исто така може да се искористи и во темите семејство, домакинство и општество и живеалишта и населби. И тоа со учениците од четврто оделение. А со пето оделенците може да се работи на темата личноста во групата и општеството. Епизодата почнува кога Цветко и Комшо сакаат да кампуваат на терасата и не дозволуваат другите да седат таму. Сите се караат околу просторот на терасата. Секој сака да си прави своји активности, а нема доволно простор. Додека се караат, има земјотрес. Сите се во паника. Некои бегаат и ги оставаат другарите. Откако ќе се испокараат, по некое време сваќаат дека другарите ги оставиле на цедило и им помагаат. Откако ќе се созамат од паниката, разговараат за тоа како настануваат земјотресите и како да реагираат кога ќе се случат. Од оваа епизода може да научиме за земјотресите и како да се однесуваме кога би се нашле во таква ситуација. Секогаш треба да имаме план за евакуација и да внимаваме да не ги оставаме другарите. Со другарите, се што е страшно станува помалку страшно, а се што е убаво станува поубаво. Кипријан Татарушану е епизода која може да се користи со учениците од прво до трето оделение во темите Јас и другите, јас со другите, јас со другите и другите со мене, како и во пето оделение на темата личноста во групата и општеството. Во оваа епизода сите собираат сликички од Европско првенство во фудбал. На Комшо му недостасува само уште една сликичка. Комшо и Петко се договараат да ги заменат неговите 200 дупликати за таа една, но Петко се полакомува и го отфрла договорот. На Петко му се паѓа баш таа сликичка и одбива да му ја даде на Комшо. На крајот прифаќа да му ја даде на Комшо.
Дедо Менде му наоѓа друга иста таква сликичка и на Петко, и сите успеваат да си ги пополнат албумите. Поуката во епизодата Кипријан Татарушану е дека треба да делиме и да си помагаме, а не да бидеме себични. Повредена птица е епизода која може да се обработува од прво до пето оделение по предметот природни науки. Епизодата започнува кога Цветко и комшо наоѓаат повреден гулаб на терасата. Па заедно со Лина и Марија почнуваат да читаат факти за гулабите за да откријат како да му помогнат. Комшо сака да се го чува гулабот како милениче и му купува кафес. Подоцна сваќа дека не е фер кон птицата така да ја чува, па им ја враќа на другарите. Сите заедно ја пуштаат птицата да лета слободно. Главната поука во епизодата Повредена птица е дека никој нема право да ја попречува слободата на другите. Исто така, ако нешто сакаме да дознаеме, тоа можеме да го направиме истражувајќи од различни извори. Енциклопедии, книги, интернет, но и од повозрасните кои имаат познавање во тој домен. Епизодата Цвеќето исчезна може да се обработува со учениците од прво до трето оделение на темите Јас и другите, јас со другите, јас со другите и другите со мене. А со учениците од четврто оделение може да се обработува на темата Живеалиште и населби. Приказната за цвеќето што исчезна започнува кога Марија носи цвеќе на терасата затоа што се договориле цветно да ја уредат. Но нејзиното цвеќе исчезнува од терасата. Го повикуваа детективот да го истражи случајот. Комшо многу добро се снаоѓа во улогата на детектив и успева да го реши случајот. Поуката во епизодата Цвеќето исчезна е дека сите треба да ги почитуваме заедничките договори кои се однесуваат на заедничките делови од зградата. Колку повеќе сакаш нешто да направиш, толку полесно успеваш во тоа. Епизодата со стил може многу едноставно да се користи во оделенската настава, и тоа од прво до трето оделение на темите Јас и другите, јас со другите, јас со другите и другите со мене, а пак во пето оделение на темата Личноста во групата и општеството. Со стил започнува кога доаѓа пред учетот на комшо, Били, кој има поинаков стил на облекување. На комшо тоа не му се допаѓа и не сака да го запознае со другарите. И ги лаже и другарите и Били. Му дава и облека да се пресоблече. Били сваќа дека на комшо не му се допаѓа неговиот стил и одлучува да се замине. Во потрага по комшо, Лина и Цветко се сретнуваат со Били и тие разбираат дека комшо се срами од него. Сите тројца, облечени како Били, го поздравуваат комшо. На комшо му станува јасно дека сгрешил и му се извинува. Епизодата со стил носи порака која е многу силна за другарството во оделенската возраст на учениците. А тоа е дека не е важно како си облечен и каква музика слушаш, туку важно е каков човек си. Епизодата Лектира може да се користи во наставната програма од прво до трето оделение на темите Моето училиште, животот и работата во училиштето, училиштето и знаењето, како и во пето оделение на темата Личноста во групата и општеството. На училиште е задолжително читањето лектири. Сите читаат, само комшо не сака да чита. Тој сака да се игра. Дедо Менде на комшо му ја раскажува содржината на лектирата, но ја помешува со друга. Подоцна комшо носи одлука да ја прочита лектирата и ужива во читањето. Тој на Марија и купува подарок книга и одлучува и тој да чита. Поуката во оваа епизода е дека сосема е поинакво доживувањето кога се читаат книги, одошто кога се гледаат серии и филмови. Кој повеќе чита, повеќе знае. Секоја книга е ново патување. Епизодата Подарокот на Цветко може да се обработува од прво до трето оделение на темите Јас со другите, јас со другите и другите со мене, како и во пето оделение на темата Личноста во групата и општеството. Епизодата Подарокот на Цветко започнува кога Марија и Лина размислуваат што би било соодветен подарок за роденденот на Цветко. Сакаат посебно да го израдуваат, но немаат време да се организираат. Се потсетуваат кои работи ги сака Цветко.
тие внимаваат да одберат подарок за кој ќе имаат време да го купат и да не купат нешто што ќе му штети на Цветко. Например, видеоигра, затоа што е склон кон зависност од играње на видеоигри. Поуката која ја носи оваа епизода е тоа дека подарокот за пријателите треба да биде од срце и да соодветствува со нивните потреби и интереси. Телефон е епизода која може да се обработува од прво до пето оделение на темите. Јас и другите, јас со другите, јас со другите и другите со мене, мојот дом, односи во семејството, семејство, домаќинство и општество и личноста во групата и општеството. Епизодата Телефон започнува кога Цветко и Петко играат игра на телефон. Доаѓа Ведран, дете од дом за деца без родители, кој нема паметен телефон и не може да им се приклучи во играта. На Петко и Марија им текнува дека тој нема доволно пари за да купи таков телефон и решава да го најдат и да го поканат да играат нешто друго, што не вклучува телефони. Цветко дознава дека Ведран нема доволно пари за телефон и му подарува телефон од татко му, како извинување што така се однесувал со него. Поуката која ја носи оваа епизода е дека на децата не им требаат телефони и таблети за да се вклучат во игра. Потребни им се другарите. Украдената насмевка е епизода која може да се обработува со учениците од прво до трето оделение на темите. Јас и другите, јас со другите, јас со другите и другите со мене. А пак во пето оделение на темата личноста во групата и општеството. Украдената насмевка започнува кога Лина, комшо и комшито сакаат заедно да гледаат филм, но не можат да се договорат кој филм да го гледаат. Комшо и комшито се караат околу изборот на филмот. Лина се жали дека насмевката ја исчезнала, па го вика детективот да ја пронајде. Лина почнува да се смее, откако во еден момент комшо и комшито се смируваат. Другарството е лек за се, е пораката која ја носи оваа епизода. Пикасо цртеж е епизода која може да се користи на темите. Јас и другите, јас со другите, јас со другите и другите со мене, со децата од прво до трето оделение, како и на темата личноста во групата и општеството со пето оделенците. Оваа епизода започнува кога за домашна работа треба да се нацртаат цртежи по ликовно воспитување. Марија и Лина уживаат во цртањето. Им се приклучува и Ана, која не сака толку многу да црта. Пред самиот час, Марија забележува дека најубавиот цртеж и го нема, поради тоа добива пониска оцена и е многу тажна. Лина и детективот се обидуваат да ја помогнат да си го најде цртежот, па дури ја обвинуваат и Ана за тоа. На крајот се јавуваат од училиштето да им кажат дека цртежот е таму и дека заедно со цртежот на Лина ќе одат на републички надпревар. Лина и се извинува на Ана. Поуката во епизодата Пикасо цртеж е дека не треба да избрзуваме со напаѓање и обвинување на другите пред да дознаеме точно каде е проблемот. И, како што вели народната поговорка, 100 стапа на туѓ грб не болат. Од прво до пето оделение можете да ја обработувате епизодата машки и женски работи и тоа на темите. Мојот дом, односи во семејството, семејство, домаќинство и општество и живеалишта и населби. Дедо Менде пегла, а комшо и комшито го исмеваа дека работел женски работи. Лина се обидува да им објасни дека тоа не е само женска работа. Тетка Душка исто така смета дека постојат и женски и машки работи. Таа без да сака ќе му изгори кошулата на дедо Менде, а тој мисли дека ја заборавил вклучена пеглата на кошулата. Тетка Душка, поради грижа на совест, признава дека таа ја изгорела кошулата и сите разбираат дека не постојат машки и женски работи. Оваа епизода има повеќе поуки, а тоа се дека обврските во домот се делат. На секого може да му се случи да сгреши. Професиите не се делат на машки и женски. Секој треба да ја работи онаа работа која ја сака и верува дека ќе биде успешен во неа. Камп по астрономија е епизода која можете да ја користите во оделенската настава на темите. Јас и другите, јас со другите, јас со другите и другите со мене, личноста во групата и општеството и меѓуетничка интеграција во образованието.
Епизодата започнува кога Лина, Петко, Комшо и Комшито пополнуваат апликација за учество на камп по астрономија. Сите ги примаат освен Комшито, кој имал проблем со пополнување на апликацијата. Поголем дел од поимите ги напишал на албански јазик, па него го примиле во албанскиот камп. Другарите не сакаат да се делат, па размислуваат за решенија. Предлогот е да ги спојат двата кампа, а Комшито да преведува. Предлогот се прифаќа и сите заедно заминуваат на камп. Поуката што ја носи оваа епизода е тоа дека сите зборуваат ист јазик, а тоа е јазикот на играта и пријателството. Епизодата "Необично хоби" е за учениците од прво до трето оделение, како и за пето оделенците со темите "Јас и другите", "Јас со другите", "Јас со другите и другите со мене" и личноста во групата и општеството. Во училиштето се организира надпревар за необично хоби, па секој си прави колекција. Другарите меѓусебе си помагаат, но само Ана одбива помош од Сара и Комшито. На крај, сепак со нивна помош, успева да ја комплетира својата колекција од магнети и победува на надпреварот. Поуката во епизодата "Необично хоби" е дека не секогаш можеме сами да ги завршиме работите кои сме ги замислиле. Не е страшно да се побара помош кога имаме потреба. Хуманитарна акција е епизода за ученици од прво до пето оделение, кога со нив се работи на темите "Јас и другите", "Јас со другите", "Јас со другите и другите со мене", семејство, домаќинство и општество и личноста во групата и општеството. Лина, Комшо и Марија организираат хуманитарна акција за да им купат училишен прибор на децата без родители. Во еден момент, парите од кутијата во која ги собираа исчезнаа. Детективот го решава проблемот. Марија ги зела парите за да купи училишен прибор на попуст. Поуката во оваа епизода е следнава. Сите да бидеме хумани и да им помагаме на оние кои имаат потреба од помош. Во продолжение, можете да го проследите вебинарот со разработени епизоди. Во него ќе најдете готови примери на наставни листови кои можете да ги користите во наставата. Ви посакуваме успешна работа.